Денес ќе обработуваме наставната единица, прифаќање и почитување на различностите. Но пред да почнеме, потребни ви се пенкало и тетрадка. Цели на часот. Учениците да умеат да ги препознаат и објаснат сличностите и различностите во однос на етничката, верската, социјалната, половата и расната припадност. Да објаснат што е дискриминација и да градат критички став кон неа. Да ги почитуваат различностите во училиштето и надвор од училиштето. Да иницираат активности што промовираат прифаќање, почитување на разликите и меѓусебна соработка. Резултати од учењето. По завршувањето на оваа наставна единица, учениците треба да дискутираат за почитување и непочитување на разлики на етничка, верска, полова, социјална основа преку конкретни примери. Да анализираат примери на дискриминација во услови на современ начин на живење. Да предлагаат и учествуваат во конкретни активности кои промовираат почитување на разликите и соработка. Разлики и сличности. Која разлика ја воочуваме кај волонтерите од нашата паралелка? Висина, боја на коса, облека, интереси за спорт. Да посочиме сличности меѓу волонтерите. Возраст, пол. Размислете за работите кои беа посочени како разлики. Колку од овие разлики беа нешто што може веднаш да го воочиме? Пол, висина, боја на коса, облека и слично. Што беше посочено како сличност? Возраст и пол. Освен очигледните сличности, дали мислите дека има и сличности кои не се видливи? Кои се тие? Слични проблеми, исти или слични интереси за музика и забава. Дискриминација. Донесена е одлука од страна на училишниот менаџмент дека сите ученици кои носат фармерки денеска за време на одморите нема да смеат да излегуваат надвор, туку ќе останат во училница. Размислете за оваа одлука. Како се чувствуваат учениците кои носат фармерки? Обесправени. Дали сметаат дека ваквата одлука е разумна? Ако не, тогаш зошто? Оваа одлука не е разумна затоа што облеката е предмет на некаква поделба. Како се чувствуваат учениците кои не носат фармерки кога гледаат дека на нивните другари им е забрането да одат на одмор? Непријатно. Кој е дискриминиран во ситуацијата и зошто? Дискриминирани се учениците кои носат фармерки. Што ќе направат учениците кои се дискриминирани? Учениците кои се дискриминирани ќе негодуваат. Што можат да направат со учениците кои гледаат дека нивните другари се дискриминирани? Со учениците можат да отворат дискусија зошто фармерките се причина за ваква дискриминација. Нееднаквиот и нефер однос кон одредени личности или цели групи на луѓе се нарекува дискриминација. На дискриминација може да бидат изложени поединци или групи на луѓе со тоа што се третираат како помалку вредни. Им се скратуваат правата или им се одземаат можностите само поради припадноста кон некоја група. Основа за дискриминација може да биде бојата на кожата, полот, јазикот, верската и етничката припадност, возраста и така натаму. Видови дискриминација. Директна дискриминација се случува кога одредено лице или група се третира понеповолно од други лица или групи поради нивното припаѓање или лични карактеристики. Ако повозрасна личност е одбиена за некоја работна позиција, затоа што работодавачот смета дека поради возраста лицето нема добро познавање од работа со компјутери. Индиректна дискриминација се случува кога одредено правило или процедура се однесува исто за сите,
но ефектот од примената на правилото или процедурата е понеповолен за одредени лица или групи. Пример, слепо лице сака да купи карта за концерт. Картите се продаваат само преку интернет, а веб страната која може да се набават не е прилагодена да ја користат слепи лица. Во овој случај има процедура која е иста за сите, меѓутоа не е земена предвид специфичноста на лицето, така што поради попреченост со видот, ова лице ќе остане без карта за концерт или ќе треба да побара помош од друго лице за да му ја набави картата. Ненасилен отпор е практика на постигање на одредени цели без примена на насилни средства. Тоа се протестите, демонстрациите и штрајковите. Дали некогаш сте биле сведок на некаков чин на дискриминација или пак сте слушнале, прочитале нешто што би ви се чинело како чин на дискриминација? Размислете за црните луѓе во Америка, за робството на црните луѓе. Треба да бидеме свесни дека помеѓу луѓето постојат сличности и разлики и дека разликите помеѓу луѓето често представуваат основа за дискриминација. Во ситуација кога некој е дискриминиран, не треба да ја вртиме главата на другата страна, туку треба да застанеме во одбрана на дискриминираните. Домашна работа. Учениците да направат истражување за случаи на дискриминација и да го идентификуваат следно. Која била основата за дискриминација? За каква разлика или разлики се работи? Кој бил дискриминиран? Индивидуа или група? Кој ја врши дискриминацијата? На кој начин е извршена дискриминацијата? Кој и како се спротивставил на дискриминацијата? Тука можат да ви помогнат примерите со Ку Клукс Кланот, примерот со Нелсон Мандела, примерот со суфражетките. Пријатна работа и ви благодарам на вниманието.